Советот на општина Кочани на денешната 24-та редовна седница, која започна во 8 часот, поради активности поврзани со одбележувањето на 114 годишнината од смртта на Никола Карев, расправаше по вкупно 14 точки на дневен ред. Советниците ја усвоија проекцијата за користење на водата за пиење во сезоната пролет-лето 2019 од системот за водоснабдување, а со мнозинство на гласови и предлог одлука за давање на трајно управување и користење недвижност соларна централа на комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани без надомест. Покрај овие речиси без дискусија беа усвоени информацијата за работењето на Општинската организација на Црвен крст Кочани за 2018 година и програмата за работа за 2019 година. Мала полемика се разви околу информацијата за работата на Националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани за 2018 и програмата за работа во 2019 година. За информацијата во врска со одржувањето на ДАВ во Кочани во 2019 година, дополнително образложение даде Дарко Јан Спасов, кој ги потенцираше незиното значење, содржинската збогатеност и меѓународен карактер, пошто советниците ја усвоија. На денешната седница беа усвоени информациите за заштита на шумите од пожари и бесправна сеча на подрачјето на општина Кочани, за узурпирано државно земјиште, речни корита, канали и патишта на подрачјето на општина Кочани. Извештајот за реализација на програмата за работа на територијалната противпожарна единица Кочани во 2018 година за извршувањето на буџетот на општина Кочани за период прв квартал од 2019 година. Предлог одлуките за изменување и дополнување на одлуката за уредување на линиски превоз на патници на подрачјето на општина Кочани и за утврдување на максимални единични цени за општинските линии и превоз на патници, како и неколку други точки од дневен ред.